Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Јас сум Бранко Трајковски. Ке можете да проследите извештај за одржаното државно првенство во карате за кадети и јуниори, а исто така ќе ги проследиме и изјавите на селекторите Петар Бели Стојановски и Киро Патраклиев. Исто така и изјавата на членот на управниот одбор на Карате Федерацијата на Македонија, господинот Томе Чемерски. Вчера на Кавадарци му припадна честа да биде домакин на една голема спортска манифестација. Во спортската сала Јасмин беше одржано државното првенство во карате за млади кадети, за млади јуниори и јуниори до 21 година. На свеченото отварање беа присутни голем број општествено-политички работници, пред се господинот Александар Панов, градоначалник на општина Кавадарци, Јован Гинев, пратеник во Републичкото собрание, Драги Стојановски, председател на Македонската карате федерација, градоначалникот на Росоман, господинот Стојан Чолазов и многу други стопанственици. Ова спортска манифестација ја нарековме голема, затоа што е рекордна по бројот на клубовите учесници. Настапија 48 клубови од цела Македонија и рекорден број надпреварувачи 307. И тоа 260 во кумите, тоа е борби, од кои 190 во машка и 70 во женска конкуренција. Во кати настапија 96 надпреварувачи, 57 во машка и 39 во женска конкуренција. Екипно во кати учествуваат 10 клубови, 6 во машка и 4 во женска конкуренција. Дека ова беше масовна спортска манифестација, зборува уште еден податок. Учествуваа над 56 службени лица, и тоа судии, комесар, записничари, доктор, технички раководители, врховен судија, контролори, надпреварувачка комисија, обезбедување и ред други служби. Надпреварувачкиот дел траеше цели 9 часа. Во спортската сала Јасмин се водеа жестоки борби во сите категории во машка и во женска конкуренција. Имаше многу успешни каратисти, пред се мислам на Берат Јакупи од карате клубот Фати од Гостивар, кој е актуелен европски шампион во кумите за јуниори до 76 килограми. Најуспешен клуб на ова државно првенство беше Металург од Скопје, кој освои 8 златни, 5 сребрени и 4 бронзени медали. Во кати најуспешен клуб е Ронин од Прилеп со 2 златни, 4 сребрени и 2 бронзени медали. Од карате клубот Тиквеш голем успех постигна Снежана Ристова во борби за помлади кадетки, кој го освои сребрениот медал. Сребрени медали освоија и нашите сограѓани Рајне и Ристе Наумови во кати, но како членови на карате клубот Ронин од Прилеп, каде што веќе 5 години тренираат. Ова државно првенство помина во одлична организација на Македонската карате федерација и карате клубот Тиквеш од Кавадарци, кој славеше јубилеј 40 години постоење. Но по тој повод беа доделени благодарници на заслужни спортисти, спортски работници и фирми и други помагатели. На вистина се помина во најдобар ред, но се чини дека надпреварувачкиот дел беше предолг, траеше цели 10 часа. Би било многу подобро кога би се разделил во 2 до 3 надпреварувачки дена. Тоа би било добро пред се за надпреварувачите, за публиката, за спортските работници, за организаторот, па и за спортските новинари. Овој пат Кавадарци има честа да биде организатор на ова државно првенство за кадети и јуниори. Вие сте селектор на една од тие селекции. Како сте задоволни од борбите денеска овде во Кавадарци? Па добро, надпреварот течи, под вечем течи, има доста квалитетни надпреварувачи. Се надевам дека еве од Кавадарци го почнуваме походот до медал на светското во Мароко. Стандард е таа вечем костурот горе-долу на репрезентација се знае од претходните првенства. Значи тука се неколку клуба Макпетрол, Металург Скопје, штипските клубови Македонка, Спорт 94, тука од прилика Фати од Гостивар се фаворитите, да. Па добро, сега европско имаше, беше во февруари, европското, каде се вратиме, да, со златен медал имам европски првак. Сега следува државново, значи после има еден изборен турнир каде што најквалитетните во категориите ќе има меѓусебни мечеви. За во септември е Балканското во Турција и од 12 до 15 во ноември Мароко, каде што сме ориентирани за Мароко и се надевам дека од Мароко ќе се вратиме со медал.
Дали вашата селекција се соочува со некакви проблеми? Па добро, сега со промената на структурата во федерацијата се промени и доста работи, значи кадетите, јуниорите, сениорите се скроз финансирани од страна на федерацијата и нема никакви финансиски проблеми, што значи најквалитетните патуваат без проблем на првенство и имаат сите услови за добро да се подготват за тоа првенство. Право добро вечер до гледачите на телевизија на Тиквешија. И сакам да се заблагодарам најпрво за гостопримството во Кавадарци и сега можам да почнам поред да кажам некои резултати. Македонија како Македонија самостална држава 92 година има освоено на кадетско првенство у Мадрид, има една златна медаља, тоа е 92 година, а оваа година карате репрезентација на Македонија со подводство на мене и со председател Драги Стојановски, значи постигна најголеми резултати у постоењето на македонската држава. Значи тоа значи дека Македонија доби едно златна медаља значи се свиреше македонската химна во сред Париз и добивме 4-5 места. Што значи тоа? Тоа значи дека јас како селектор на македонската репрезентација сите резултати добиват стипендија од Република Македонија за постигнатите резултати. Тоа добиват по 20.000 секој месец. Значи тоа се тие резултати. И сега идеме континуитет. Значи сега после ова државно првенство не очекува Балканското првенство во Турција, во Измир, Турција и после не чека Мароко светско првенство. Мароко светското првенство. Значи еве уште не е завршено првенството. Мислам дека моите избраници исполнуваат ги очекувањата, значи ми дават добри резултати и мислам дека утрешниот ден ќе испаднам со комплетна репрезентација што ќе почнеме со подготовките да бидат. Иначе како за прв пат да кажам, дека прво да честитам јублеј на карате клубот Тиквеш од Кавадарци, значи има 40 години и па се заблагодарувам за гостопримството и за прв пат едно државно првенство се одржува надвор од Скопје. Значи тоа е голем успех за каратето, да ќе одеме напред. Ова управа на Тиквеш на карате клубот дава ми, знаеш, желба за работа и јас давам честен збор дека ќе дојдеме на подготовки, еден викенд подготовки ќе се одржат во Кавадарци. А дали вашата селекција се соочува со некакви проблеми? Мојата селекција моментално под водство на председател на Карате Федерација на Македонија Драги Стојановски не се соочува со никакви проблеми. Значи сите проблеми што ги имаше Македонска Карате Федерација на Македонија со претходното раководство, значи тоа е више минато историја. Имаше две асоциации. Имаше три. Значи сега нема три, нема две. Значи има само една асоциација. Една хомогена асоциација што сите сме тука, сите заедно сплотени и работиме сите заедно и уришаме да направиме уште поголем резултат на светското првенство во Мароко. Ова е голема чест на Кавадарци, Карате Федерација на Македонија ни направи оваа година голема чест што државното првенство кое што го најавивте се одржа во Кавадарци прв пат во историјата на постојањето на карате, покрај одржување на други турнири. Ова е државно првенство кое што еднаш годишно се одржува со 310 учесници, спортисти и околу 40 службени лица, судии, плюс околу 2-30 тренери и така натаму. Така да ова е една од најважните манифестации во каратето во Македонија што се одржува. И дали е тешко да се склопат коцките на една ваква голема манифестација и да сето тоа излезе безпрекорно? Па ова вие што го гледате сега што се случува во салата спортска Јасмин е само едно мало делче или да го наречеме финале од она сето кое што е направено, е сторено да се ова сето организирана. Ова е масовно такмичење, огромна организација, но со една поголема активност, благодарејќи на нашите помагатели, спонзори, спортската сала Јасмин, ние како представници на Карате Федерација, јас во случајот Карате клубот Тиквеш Кавадарци, кој што е практички технички организатор, последните месец дена успеавме ова што го видовте овде да го организираме и досега еве се при крај е самото такмичење над преварите
до сега помина се во одличен ред. Да се надеваме дека и во иднина ќе има вакви манифестации во Кавадарци. Па сигурно, сигурно. Нашите услови и ова ни е една многу позитивна оценка од званичните лица. И имаме представники од Европската карате федерација, од Карате федерација, сите председатели и така натаму се присутни. До сега сите оценки се одлични. Се надеваме дека и други турнири или првенства ќе се одлучи да се одржуваат во Кавадарци. Благодарам, господин Чумевски. Благодарам и вас. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.